фокусот ќе го ставиме на градежните работници, односно со какви се предизвици се соочуваат во нивната работа, односно во самата нивна професија, но воедно и како што напоменавте, што поточно ја полни црната статистика во градежништвото. Многу повеќе на оваа тема и за тоа како да се подобрат условите за работа на градежниците, во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин Иван Пешевски. Добро утро и добро дојдовте во Утринска. Добро утро и поздрав на гледачите на Телма телевизија. На самиот почеток, дали имаме некоја статистика колку несреќи има во последниот период во однос на градежните работници и кои се причините за тоа, што ја полни таа црна статистика? Најпрво морам да кажам дека унифицирана статистика немаме во државата, мислам на државно ниво. Имаме статистика прибрана од Државен инспекторат за труд, од Министерство за внатрешни работи, Институт за јавно здравје, Македонско здружение за заштита при работа и статистика ние што си ја водиме како синдикат за градежништво. Меѓутоа сите бројки нажалост се различни затоа што не секогаш и се пријавуваат на право место повредите. Има и црна статистика каде што одредени луѓе не пријавуваат повреди, освен оние со фатален исход кога што мора да се пријави нели имаме загинат работник. Тие бројки за минатата година беа 15, зборам со смртен исход, додека 252 работници се повредиле на своето работно место. Правевме еден извештај за бројки од 2021 до 2025 и таа бројка надмина над 1000 повреди на своето работно место и со сигурност можам да кажам дека убиец број 1 на работното место е секторот градежништво, нажалост секторот кој што јас го застапувам како прв човек во градежништвото, меѓутоа синдикатот и онаму каде што имаме синдикални организации, колективни договори, за наша среќа немаше ни посериозни повреди, ни повреди со фатален исход, но голем дел од нерегистрирани работници, од градилишта кои што навистина не почитуваа ништо ни од закон, ни од лична заштитна опрема соодветна да носат работниците, да кажам, има најголем број на повреди и жртви. Исто така покрај градежништвото морам да напоменам дека и метална индустрија и земјоделство исто така имаат голем дел, односно голем процент од бројките во повредите и повредите со смртен исход. Мислам дека сето тоа ќе биде така додека инвестицијата во безбедност и здравјето при работа од страна на работодавачите не биде на она задоволително ниво да биде прво едуциран работникот пред да стапи на своето работно место, да му се обезбеди соодветна лична заштитна опрема, па потоа да се пушти на работа. Кај нас едноставно имаме несоодветни ни лекарски прегледи, ни соодветна лична заштитна облека, ниту пак едукација пред да стапат на работа. Забораваме дека најголемиот дел од работните места се со висок степен на ризик и луѓе кои што се деноноќно ќе кажам и во смени што работат и изложени на надворешни влијанија на температури од минус 20 до плюс 40 летно време. Тоа и сакав да прашам колку таа прекумерна работа игра улога, тој умор, замор, па и ниските плати тука да ги напоменам. Со сигурност можам да кажам дека лошите услови за работа, не само ниските плати, него и условите за работа придонесуваат да имаме преморени работници, особено од кога се измени законот и можат да работат на одредени градилишта каде што се ќе нагласам Бехтел и нели посебен закон се донесе за нив и најголем број од пријавите, иако беа анонимни во Сојуз на синдикати на Македонија, стига од тој работодавач дека луѓето работат и повеќе од предвиденото работно време. Едноставно имаат време само да јадат, да се истушираат, немаат ни сон 8 сати за повторно да бидат на градилиштата. Во тие прекувремени часови, без разлика дали се регистрирани или не, најголемиот дел од повредите и жртвите се токму евидентирани во тие денови, во тие компании. Од друга страна, морам да кажам дека индустријата за градежни материјали е една индустрија која што исто така е тешка, меѓутоа со многу подобро дефинирани правила на игра, со колективни договори уредени представници на работници, стручни лица и сето она што треба да го има една компанија и таму навистина повредите со смртен исход се нула. Но од друга страна, ќе кажам, сировото градежништво што го гледаме, нискоградба, особено не високоградба, изградбата на автопатишта, тунели, мостови, е навистина сектор кој што мора час поскоро да се поправи во делот на плати, во делот на тоа да не се гледа трошок дека една работодавачот да даде соодветна лична заштитна опрема, соодветни обуки на работниците и да отидеме барем чекор напред, да ги намалиме најминимум колку што може повредите, а да доеме до статистика нула жртви, бидејќи и за нас како синдикат, меѓутоа и за цело општество и држава нема ништо поважно од тоа да немаме загинати работници барем на своите работни места. Пред самиот крај ќе прашам и колку често добивате жалби од градежните работници и колку сушност на некој начин имаат некоја пречка, односно се плашат да пријават доколку има проблем. Може ли подетално да кажеме нешто околу тоа, односно да ги охрабриме да пријават доколку има проблем, бидејќи така се решава?
Пред повеќе од 2 години подпишавме меморандум за соработка со Државниот инспекторат за труд. Сите пријави кои што стигаат до нас, стигаат и до нив и за среќа има алатка која што пријавува анонимно. Мислам, се само мои работнички права, доколку штиклирате, таа пријава не ја гледа никој и оди анонимно до Државниот инспекторат за труд. Тука се охрабрија најголем дел работници да пријават за прекршување на право од работен однос, меѓутоа и за недоисплатени надоместоци, додатоци на плата, несоодветна лична заштитна опрема и така натаму. Она што со сигурност можам да го кажам е дека бројот паѓа, ако сме имале помеѓу 100 и 120 пријави на месечно ниво, денес тој број е помеѓу 15 и 20, што од една страна и ги освестило дел од работниците, меѓутоа и од работодавачите па ги поправиле своите нерегуларности во работењето, меѓутоа и од друга страна се поправиле односот помеѓу работодавач и работник во тој дел. Не значи дека такви бројки повторно не може да имаме големи, меѓутоа цело време ја водиме кампањата дека луѓето треба да пријавуваат повеќе и свесно и неанонимно за да имаме точно конкретен случај кај кој работодавач или кај кој работник имаме прекршување на вакво право и за полесно да се постапува понатаму доколку има потреби на суд и сето она што го нудиме како бесплатна правна заштита на работниците. Така што ги охрабрувам не само да пријавуваат анонимно, туку да пријавуваат и со име и презиме, да ги ставиме едноставно на бела листа оној што навистина е работодавач со сите, ќе кажам, параметри за пазување на Законот за работни односи и општиот колективен договор, но од друга страна и да имаме една црна листа на работодавачи кои што ништо не почитуваат и кои што се со евиденција дека имаат најголем дел од повреди и жртви токму кај нив. Благодарам многу за одвоеното време и за сите овие информации. Благодарам и вас на можноста и верувајте дека ова е тема која што треба постојано да се зборува, особено за условите за работа, за ниските плати, кои што се главна причина да си заминуваат секојдневно се поголем број на градежни работници. Благодарам уште еднаш.